Сметам дека, веднаш на почетокот, ако треба да дадам генерална оценка, сметам дека договорот сепак е позитивен исчекор во унапредувањето на односите помеѓу двете држави, Република Бугарија и Република Македонија. Овој договор не е почеток, се разбира, овој договор е некаков континуитет на договор кој што веќе е склучен пред речиси 2 декади и договорот може да служи за унапредување на билатералните односи, но и во делот на мултилатералната политика, кај што двете страни, во случајот Република Македонија и Република Бугарија, може посолидно да соработуваат. Генералната оценка, значи, за самиот договор би била позитивна од моја страна и сметам дека врз база на овој договор ќе може да се постигне напредок во самите односи помеѓу двете земји. Она што станува вака загрижувачки во делот на ратификацијата, подпишувањето на договорот, па дури и во периодот пред самото подпишување на договорот е силниот анимозитет кој што можеби кон самиот договор го изразија пред се во Република Македонија. Опозиционата сегашна партија која што отворено застана против договорот, а знаеме дека во најголем дел деловите на договорот кој што веќе е склучен, се испреговарани и договорени токму од претходната влада, односно од владата на ВМРО-ДПМН. И од тука сметам дека требаше да се направат повеќе политички напори за да имаме некаков консензус. Навистина малку невкусно делува во Бугарија со консензус да биде донесен овој договор, а во Република Македонија договорот да биде донесен со тесен прак на мнозинство без присуство на опозицијата. Тука одговорноста би ја споделил и на власта и на опозицијата, затоа што власта се чини не пројави доволно напори за инклузивност на опозицијата кон ваквиот процес и при самото склучување на договорот, но и при самата ратификација сега. Предпоставувам дека поради председавањето на Европската Унија од страна на Бугарија, овој притисок за побрзо ратификување на договорот е зголемен. Меѓутоа, сепак власта требаше или партиите на власта требаше да направат повеќе напори за инклузивност на опозицијата и од друга страна, опозицијата сметам дека сепак во овој случај требаше да покаже поголема државничка, да кажеме, одговорност и да го подржи ваквиот договор, колку и тој договор да има одредени, би кажал, минимални спорни елементи, кои што се резултат на некаков компромис кој што до кој што дошле двете страни. Споменавте спорни моменти, кои се тие спорни моменти, а кои се па од друга страна оние позитивните елементи од овој договор? Ајде првим со позитивните. Значи, во најголем дел договорот оди во насока на унапредување на односите на двете држави. Таму се зборува за трговска размена, градење на инфраструктурни проекти, во најголемиот дел од договорот, поврзување помеѓу двете држави, соработка на меѓународен план и активна подршка на Република Бугарија кон Република Македонија во делот на евроатлантските интеграции, нешто што на Република Македонија, можам да кажам, очајно и треба. И очигледно дека требаше напредок во овој процес. Знаеме дека Република Бугарија е членка и на Европската Унија и на НАТО. Знаеме за билатералниот спор со Република Грција и каква и да е подршка на овој план, особено во моменти кога Република Бугарија председавач со Европската Унија, со Совет на министри на Европската Унија, би значило многу за Република Македонија и во овој сегмент мислам дека договорот треба да се оцени позитивно. Негативни аспекти има договорот. Има неколку симптоматични делови кои што дел се поврзани, например, со воведниот дел од самиот договор, така да кажеме преамбулата на договорот, кај што не се споменува македонскиот народ, не се споменува ни бугарскиот народ, туку се оди со флоскула народите на двете држави. Може би ова е направено очигледно под притисок на Република Бугарија, сакајќи да избегне споменување на македонскиот народ, но може би тука може да се оди чекор понапред, полиберално решение да се најде и да се оди со еден граѓански концепт. Ја не гледам тука зошто не е искористена флоскула, например, граѓаните на двете држави. Тоа би била многу посоодветна флоскула отколку народите на двете држави, меѓутоа во ред се согласиле, не е ова толку проблематично. Исто така во преамбулата
се повикуваат на заедничка историја. Факт е дека имаме заедничка историја со Република Бугарија, како што имаме заеднички истории со поголемиот дел од државите во регионот. Значи сме споделувале одредени историски контексти, понекогаш имаме позитивни искуства во историјата, понекогаш имаме негативни искуства, но можеме односите да ги градиме и унапредуваме врз база на тие некакви позитивни искуства. Она што е очигледно проблематично е асиметричниот однос на договорот. Асиметричниот однос се врзува со член 8 од самиот договор. Во самите ставови, например 2 и 3 од член 8 на договорот, се формираат комисии, например во став 2 се формира комисија, експертска комисија, која што треба да биде мултидисциплинарна, да биде формирана на паритетна основа и која што ќе се занимава со образовни и историски прашања. Еве, на овој дел ли може Македонија да сгреши? Тоест, да сгрешат оние кои што ќе бидат учесници во таа комисија? Треба ли да бидат многу внимателни? Очигледно дека треба да бидат внимателни, меѓутоа не верувам, не сум убеден дека ова е најсреќното решение. Можело да се реши ова и на друг начин. Зошто можело да се реши на друг начин? Комисијата, очигледно дека се формира уште една комисија, нели она тело кое што ќе го водат министрите на двете држави, заседава најмалку еднаш годишно, исто така и оваа комисија ќе подготвуваат извештаи и ќе се гледа напредокот. Комисијата очигледно треба да пегла одредени историски настани, условно кажано, односно да наоѓа некакви флоскули кои што ќе ги поврзуваат двете држави, а нема да ги разединуваат, што е возможно, меѓутоа мислам дека не треба да се прави на ваков начин, туку постојат соодветни научни институции и во Република Бугарија и во Република Македонија. Се знае како научно се обсервираат, се дискутираат прашањата и како се доаѓа до некакви решенија. Тоа треба да го прават научните институции на двете држави. Се сеќавам, пред неколку години имаше иницијатива и имаше добра соработка, например, помеѓу Македонската и Бугарската академија на науките. И тоа е просторот во кој што може да се дискутира, или соодветни научни, историски и образовни институти во Република Македонија и Република Бугарија. Која ќе се на комисија? Не мора да бидат тоа комисии, туку тоа се прави на меѓународни настани, конференции, се организираат специјално ако треба билатерални настани, чествување на одредени личности од историјата или настани, кај што се дискутира и може да се дојде до соодветни решенија, а потоа бидејќи сепак носители на суверенитетот се самите граѓани на посебните држави, не треба да се наметнува од ваква билатерална комисија како треба да изгледаат учебниците, туку тоа треба да си го направат самите министерства во двете држави како дел од нивните политики. Поддржани од академици, да секако се разбира, препораките треба да дојдат. Значи, академската фела не носи одлуки, барем тука го имаме тој луксус, меѓутоа ние можеме да препорачаме. Од тука академската фела и не може да има некоја поголема одговорност, одговорноста пак ќе дојде на политичките фактори и носителите на политички функции во двете држави. Меѓутоа може да се дојде и може одредени настани, например, во периодот на Втората светска војна, кај нас се креира некаква слика дека целиот период на таа револуција и борба за независност е некаква борба помеѓу фашистичка Бугарија и македонците кои што учествуваат во партизанското движење. Значи, се сведува на конфликт помеѓу бугари и македонци, што не е точно. Што не е точно, например, само да ви дадам еден пример, една од најголемите единици, партизански единици, кои што учествува и во февруарскиот поход, и ова е утврден историски факт и стои дури во нашите учебници, меѓутоа можеби го нема потребното место, е баталјонот Христо Ботев, кој што е составен од бугарски војници кои што дезертирале и преминале во партизанските единици. Или, не знам, може да се сретнат слични примери кај што македонци служеле во бугарската армија, бидејќи Македонија како окупациона зона сепак била подложна на регрутација на војници, па од тој аспект не можеме да ги оквалификуваме сите македонци дека се бугари. Значи, сепак може да се најдат некакви компромисни решенија, но мислам дека формирањето на ваква комисија ќе направи дополнителни проблеми, затоа што врз база на интензитетот на работата на комисијата ќе се цени некаков напредок, а тој напредок ќе биде услов за поддршката на Бугарија во однос на евроатлантските интеграции. И може оваа комисија наместо да направи добро, може да оди во негативна насока и да придонесе да се закочат
да се закочи поддршката од Република Бугарија или да имаме дополнителни проблеми во иднина да ни отвори, затоа што нема, хипотетички, нема да може да дојдат до одредени компромисни решенија за одредени настани и личности. Како да се третираат македонците кои што имаат двојно државјанство, македонско и бугарско, имате предвид дека македонците овие бугарски пасоши ги земаат за екзистенција, да заминат напорот да. државата? Тоа е уште еден спорен елемент. Не толку спорен од аспект на меѓународно-правните стандарди, се разбира колегите по меѓународно право тука можат многу подетално да елаборираат, но член 11, например, ова го уредува, со став 4 јасно е утврдено член 11 дека двете држави се грижат за сопствените државјани во другата држава согласно со меѓународното право. И тука нема ништо спорно. Значи, како што Република Македонија може да се грижи за сопствените држави во Република Бугарија, тоа може да го прави Република Бугарија во Република Македонија. Се разбира, тие луѓе, ако се државјани на Република Македонија, се подложни на македонските закони во овој сегмент. Се разбира, тука има друг спорен елемент кој што се поврзува со заштитата на правата на македонците во Република Бугарија, кои што не се државјани, се разбира, на Република Македонија. И тука имаме класична асиметрична клаузула која што ја обврзува само Република Македонија, и ова е проблематично. Во ставот 3, кај што, односно во ставот 5 од членот 11, кај што се зборува за тоа дека со уставот или со действувањето на официјалните власти во Република Македонија не треба да се штитат правата на никој начин на недржавјаните на Република Македонија. Предпоставувам дека се алудира токму на членовите на македонското малцинство. Се разбира, уставот на Република Македонија во овој дел мислам дека не произведува иридентизам, затоа што во овој устав веќе е интервенирано и овој устав веќе е ревидиран при приемот на Република Македонија во Организацијата на Обединетите нации. Со новиот закон за езиците, поточно за албанскиот јазик, се менува карактерот на државата. Тоа е едното од ставовите на струката во Македонија, а втората е дека тој закон е уставен и дека само се подобруваат условите за употребата на албанскиот јазик и другите јазици на немнозинските народи во Македонија. Се менува ли карактерот на државата? Карактерот на државата континуирано се менува, би рекол, уште со интервенцијата во уставот после конфликтот во 2001 година. Очигледно дека насоката во која што оди државата не е мултикултурна држава, не е мултиетничка држава, флоскули кои што се користат цело време, туку е некаков бинационален модел. Законот за употреба на јазиците, како што гласи сега, де факто го зацврстува бинационалниот карактер на Република Македонија, и овој закон кој што носи назив Закон за употреба на јазиците, предпоставка е дека ќе регулира употребата на јазиците кои што освен македонскиот, кои што се употребуваат во Република Македонија, на граѓаните кои што се 20%, како што стоеше претходно, на централно ниво и на ниво на единици на локална самоуправа, сега во делот на предложениот, веќе усвоениот закон, но не е потпишан указот, нели, од страна на председателот, се регулира само потребата на албанскиот јазик. И во називот можеме слободно законот, иако не стои тој назив, да го насловиме како закон за употреба на албанскиот јазик, односно се маргинализирани сите други помали етнички заедници и нивните јазици. Во овој дел, значи, можеме, ако судиме генерално, можеме да тврдиме дека овој закон де факто води комбинационална држава. Професорите лингвистичари велат дека овој пат е нападнат и македонскиот јазик како јазик на мнозинскиот народ во Македонија, закон и јазикот кој е официјален во Македонија. Со добивањето на два официјални јазици не само што се нарушува унитарниот карактер на државата, туку се прекршува и уставот. Имаме овде различни размислувања, некои од професорите велат дека за тоа треба да се изјасни уставниот суд, а другите принципно велат уставот е прекршен. Унитарниот карактер директно не се загрозува, че тоа веднаш можем да го кажам, меѓутоа се креира амбиент и се отвора пат да се отвори тоа прашање.
А тоа прашање знаеме кај води и тоа е можеби најголемиот проблем кој што може да произлезе од овој закон ако веќе антиципира. Уставот е прекршен. Значи е прекршен можам слободно да кажам, иако не сум конституционалист, значи не сум експерт од уставно право, претпоставувам дека има членови на академската фела кои што можат многу подобро ова да го елаборираат. Во можеби 90% од законот, уставот е веќе надминат и веќе е прекршен како таков, што не значи дека нема простор за унапредување на албанскиот јазик. Значи, јас тврдам најотворено дека ако некаде можеше да се интервенира токму во овој дел на унапредување на употребата на албанскиот јазик. Меѓутоа, на ваков брутален начин, кај што албанскиот јазик се официализира на целата територија на Република Македонија, де факто, се креира амбиент кај што може да се создадат предуслови кои што во иднина ќе креираат уште повеќе проблеми и во делот на загрозување на македонскиот јазик не би одел толку директно, меѓутоа ако имаме, например, предвидено со овој закон за употреба на јазиците, клаузула со која што ќе се санкционираат сите оние кои што не го употребуваат во институциите албанскиот јазик. А таква клаузула не постои за употребата на македонскиот јазик во единиците на локална самоуправа кај што останатите заедници имаат мнозинство, тогаш ова е де факто дискриминација. И тука можеме да зборуваме во овој сегмент за потиснување на македонскиот јазик, односно се зборуваше за мајоризација од страна на мнозинството, сега имаме класична дискриминација од страна на малцинството. Може да се проверат веб сајтови разговаравме предходно, на општини во кои што мнозинството го имаат албанските политички чинители и да видите како е уреден македонскиот, како е уреден албанскиот дел и која е пристапноста на граѓаните кон едниот или кон другиот. Значи во овој сегмент де факто се загрозува македонскиот јазик и се надминува онаа рамка кај што албанскиот јазик или јазикот кој што го зборуваат 20% од граѓаните се ограничуваше на единиците на локална самоуправа и одредени аспекти на органите на централната, на државната власт, сега се проширува на целата територија на Република Македонија. Првичното беше уставно, но ако се наметне на целата територија, се прекршува Уставот на Република Македонија, кој што не е резултат на официјалната. Професор Даснјановска рече дека многу делови од овој закон се декларативни, зашто неговата операционализација ќе појави и ќе излезат многу прашања кои ќе треба дополнително да се решаваат. Веќе знаеме дека двојазични ќе бидат униформите на противпожарните единици и на полицијата во локалните самоуправи, каде што има повеќе од 20% од народите кои не се мнозинство во Македонија, но тоа полекува на друга прашање, ќе имаме ли две полиции. И уште едно прашање во овој контекст е нашиот парламент донесе закон кој направи еден услов да го очекува мислењето од Венецијанската комисија, од која што ќе произлезе решение врз основа на која ќе се концепираат униформите во армијата и подетално околу тоа кои национални знаменитости ќе влезат на банкнотите од Народна банка на Централната банка на Република Македонија. Тоа се многу прашања. Организационно може ли тоа да се разреши, а да остане и во рамките на уставот, но и да се операционализира, да не се наруши унитарниот карактер. Ова де факто ќе биде. Ние веќе имаме решение. Значи ќе почнеме од крајот. Во делот на банкнотите. Ова е класична популистичка мерка која што ДОИ ја испорачува кон низините гласачи. Ние знаеме дека на банкнотите веќе имаме символи на етничките заедници. Се разбира, тие символи не представуваат некакви национални херои, затоа што на нито една од банкнотите, за разлика од соседните држави, не одиме кон некаков повеќе граѓански концепт и не се истекнуваат вакви национални херои. Инаку обележи и символи имаме. Проблемот е јазикот на кој што ќе биде напишан, испишан на банкнотата, меѓутоа банкнотата циркулира во меѓународна употреба. Нели се разменуваат финансиски средства. Во делот на меѓународната употреба уставот е изречен. Значи единствен јазик кој што се користи е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Униформата на армијата. Дали армијата оди во мировни мисии? Оди во мировни мисии. Мировната мисија е дел од некаква меѓународна политика?
е дел од некаква меѓународна политика. Значи, ако имаме амблем кој што е двојазичен на униформата, ние веќе излегуваме од националните рамки и одиме кон меѓународна употреба на јазикот. Ова е до Венецијанска комисија, може ќе се имплементира, може не. Меѓутоа имаме други вакви аспекти. Например, во делот на печатите. Печатите кои што се официјален символ на државата и кои што исто така циркулираат и во меѓународна употреба на официјални документи, исто така треба да бидат двојазични. Во заводје на вестимето од 2011 година локалните самоуправи и градот Скопје имаат печати двојазични. Печати двојазични, меѓутоа ако тоа се направи во другите органи, подрачните единици на министерствата, кај што изрично е кажано дека треба да има над 20%, или ако тоа се направи во судството, како што е предвидено, се зборува за двојазични табли на државните институции, значи собрание, влада и така натаму. Па тоа ако не е меѓународна употреба, не знам што е. Да стојат државните официјални институции, односно на државните институции официјално да стојат два јазика. Се надминуваат рамките на границите на Република Македонија и се веќе се оди кон меѓународна употреба на јазикот, што изрично ги прекршува веќе воспоставените уставни рамки, а од друга страна пак се оди по вертикала надолу кон единиците на локалната самоуправа, кај што јасно се тврди во уставот дека тоа може да се прави доколку заедницата е над 20% и тоа не е облигаторно. Со овој закон сега веќе станува облигаторно. И дури се предвидени и санкции, како што веќе споменав, што е многу проблематично. Делот на санкциите е проблематичен, особено што не е симетрично поставен во однос на употребата на македонскиот јазик, ви кажа веќе. Ви посочи. Последна тема, во законот се употребува терминот централни органи. Органите на централната власт, на државната власт. Меѓутоа не се појаснува веројатно со некој подзаконски акти ќе се регулира тоа. Органи на централна власт и подрачните единици на министерството, кои постојат по локалните самоуправи. Значи ли тоа дека во штип на таблата на подрачната единица на земјоделство треба да има двојазичност? Според толкувањата кои што може да произлезат од овој закон, може и тоа да значи. Нема да ме изненади да не значи. Меѓутоа, во уставот, согласно со измените, нели како резултат на Охридскиот рамковен договор, овие две работи се различни. Значи си стои, имаме посебен став кој што вели дека се употребува во органите на државната власт, че се претпоставува дека тоа е на централно ниво, а во делот на единиците имаме посебен став кој што вели дека над 20% треба да биде заедницата. И сега се подразбира тука дека доколку не е 20%, дека овој јазик не може да се користи или има клаузула како може да се користи, случајот на Куманово кој што е 4-јазичен, самата општина доколку донесе ваква одлука. Значи општината донесува одлука, па дури на ниво на единици на односно на подрачни единици на министерства, може потоа врз база на ваквата одлука да се имплементира двојазичност или повеќе јазичност. Во Куманово се користат и српскиот како официјален, мислам дека и ромскиот, албанскиот и македонскиот, значи 4 јазика, повторно со интерна одлука на самата општина или на органите на единиците на локална самоуправа. Во друг случај ова не би требало да биде пракса, но може да се случи. Или, например, во делот на судската власт. Јас претпоставам дека ќе има големи проблеми. Затоа што немаме доволно стручна преведувачка служба. Че се работи за стручна терминологија и за јасно дефинирани термини со кои што се оперира во делот на правосудството. Записниците треба да се водат двојазично. Јас претпоставувам дека ќе има многу основи кај што за жалби на судски пресуди врз база на неусогласени записници помеѓу кои што се водат паралелно и на македонски и на албански јазик, затоа што преводот не бил добар. Или, не знам, во делот на нотаријатот кај што може во целата територија на Република Македонија некој да побере документ кој што би бил на албански јазик, како тоа би се обезбедило во Струмица или во Штип. Ќе треба преведувачи, тоа не може централизирано да се води. Ако одиме кон децентрализација, односно десеминација на преведувачи низ целата територија на Република Македонија, може да отвори уште поголемо прашање, за кое што предупреди академикот Маџунков, не обрана многу внимание, веднаш го прозваа за национализам, и тоа може да биде реален проблем, кај што би имале реална редистрибуција на население низ деловите кај што немаме присуство на албанската етничка заедница. Значи, во овој сегмент може да имаме многу проблеми, или доколку една од странките
е од албанската етничка заедница. Целиот судски процес, значи мора да се води со симултан превод и на албански јазик. До сега представка се разбира дека може да се покрене секаде. И потоа тоа се преведува, нели? Меѓутоа вие морате симултано да преведувате. Како ќе се обезбеди тоа? И постои уште едно прашање само за кратки одговор. Врзувањето на еден закон со броеви, со моментални состојби во правото е непозната работа, бидејќи доколку фактите се изменат, се направи попис и се некои одредени локални самоуправи нема 20% од албанците, тоа значи дека законот ќе падне. Хипотетички прашувам, меѓутоа ние немаме попис, имаме попис од 2002. Ние со броеви, да, ние со бројки сме врзани. Сме врзани уште од 2001 година. Значи тоа е веќе дел од уставот на Република Македонија, што сметам дека треба да се надмине. Значи треба да се надмине. Очигледно кога ќе се создаде поволен амбиент, можеби треба да се излезе од таа рамка, да не се врзуваме за бројки, меѓутоа сепак мора да имаме некаква основа врз која што ќе се утврди употребата на еден или на друг јазик. Се поставува прашањето што губат македонците, условно кажано, пак тоа се некакви национално центрични флоскули со употребата на албанскиот јазик. Чи се губи основата на државотворноста на тоа е основата на државата. Државотворниот народ Република Македонија е македонскиот, се разбира се и граѓаните од другите етнички заедници, но матична држава на македонскиот народ е Република Македонија и се задира во сршта токму на овој елемент. И ова може да представува многу голем проблем. Иако употребата, веќе споменавме, на овој јазик е очигледно резултат на некаков претходен политички договор, дека политичките елити на двете најголеми македонски политички партии и исто така имаат амбивалентен однос, че од една страна се свесни за неуставноста на одредени елементи или најголем дел од овој закон, од друга страна поради некаков политички компромис го поддржуваат законот или се однесуваат амбивалентно, и ова може да представува, очигледно дека ќе представува некаков проблем во иднина.